Драги македонци останати, браќа и сестри, на 30 септември имаме еден подол референдум, квислиншки на една квислиншка влада. На 30 септември треба да се удри печат на идентитетската смрт на македонците. На 30 септември треба да заврши Букурешкиот договор. Треба Грција да го доврши геноцидот врз македонците. Тоа е трет геноцид на грците врз Македонија. Првиот е 1913, вториот 1948, подпомогнат со бомбардерите на Черчил, на американците и англичаните. А третиот е сега, за жал, подпомогнат од нашата гркоманска влада. Затоа треба да се спротивставиме со сите возможни сили. Сега е време да се излачи здравото македонско ткиво од предавниците и квислинзите. И тоа ќе се бори. Они имаат платено медиумска машинерија, имаат платено Соросови организации, Соросови интелектуалци, УСАИД, да се борат против собствениот народ. Прашањето за референдумот е подло. Вон сите норми. Дали сте за ЕУ и НАТО со прифаќање на договорот со Грција? 3 прашања воедно. Вон сите конвенции. Вон Венецијанската комисија. Тоа е лукаво одисејско прашање, а има и четврто во него. Смислено е да се уништи името, целиот тој. ЕУ и НАТО. Право за ЕУ. ЕУ кон Македонија постапи фашистички. Зошто? Тие Хан и другите не плашат со изолација. Па какво е тоа лицемерство? Тие не држат во изолација од 90-та година наваму. Вие се сеќавате на Лисабонската декларација 93-та година, бесрамна, фашистичка. Тоа беше декларација со која и се забранува името на една суверена земја, на еден суверен неколку милионски континуитет народ. Тие со тоа ни забранија пристап кон цивилизацијскиот ритам и патека. Тие го забранија сонот на Гоце за културен надпревар меѓу народите. Тие ги забранија нашите ора и песни на тој начин. Тие сече ни забранат. А НАТО е најголемата терористичка организација. Ние знаеме, ние се уште го дишаме осиромачениот ураниум негов, што ја бомбардираше Србија. Тие кај сакаат рушат држави и кај сакаат создаваат нови по нивен чеп, кај што минат не расте трева. НАТО нам не ни треба. Затоа што ние имаме едно неубаво сеќавање на НАТО. НАТО го поддржа албанскиот тероризам против македонците во 2001. И ние тоа го простивме, ама не треба да го забораваме. Значи, Европа, ние не сме против неа, но Европа избира од Македонија ако земеме некои анализи. Европа, кога беше паганска, многобожечка,
не езе христијанството и тргна од Македонија. Македонија воведе во цивилизација, во христијанство. Не случајно апостол Павле дојде во Македонија да и се обрати на Европа со словото на љубовта. Но таа ништо не запамети од него. И ние не знаеме каква е таа нејзина темна страст. Зошто сака да уништи еден мал и мирољубив народ. Таа 160 години веќе го тамани него по разни конгреси, по парчосувања, по поделби. И сега конечно сака да ја заведе неговата идентитетска смрт. Македонците се новите евреи на Европа. Зошто? Затоа што тие преживееја во логорите на Хитлер. Тоа беше физички геноцид, а сега ова е идентитетски геноцид. Со еден потек да се избриша цел народ. Како? Со тоа што ќе му се забрани неговата меморија. Не смее да се враќа во минатото. Ние знаеме дека со овие три идиотски договори, Тиранската платформа, договорот со бугарите и договорот со Грција, драги пријатели, сите тие договори се стокмени во Пентагон и во Брисел и не можат тие да не лажат. Ние ќе пружиме отпор. Европа бара терористи, она ги нарекува терористи, оние на кои им ги срушија домовите, им ги убија семејствата. И тие не се терористи, тие се очајници. И сега доаѓаат кај нас најголемите светски личности. Што бара фрау Меркел денес тука, мајка и? Нејзи недостасуваат уште мустаците на Хитлер па да биде комплетна. Ние треба да и кажеме отворено на Европа дека е тоа геноцид во 21. век. Тоа е геноцид не само против македонците, тоа е геноцид и против човештвото. Секој геноцид е геноцид и против човештвото. Ние треба отворено да и го кажеме. Ние треба и на нашата квислишка власт да и кажеме дека врши геноцид врз сопствениот народ. Ние треба да и кажеме дека ја чека Нирнбергски процес, дека ќе биде судена еден ден за злосторство. Тоа е, драги пријатели, вистината за Македонија, горчлива, очајна. Дојдоа 5 американски конгресмени, дојде Меркел, дојде пред тоа Тереза Меј, дојдоа кој не, Хан, сега ќе доа. Зошто доаѓаат они сега? Сте се запрашали ли? Доаѓаат на погреб на Македонија. Фактички доаѓаат на погреб не на Македонија, на македонците. Затоа што ниедно малцинство овде не е загрозено идентитетски. Идентитетската смрт им е наменета од нив само на македонците. Затоа јас овде ќе завршам, драги браќи и сестри, да го бойкотираме овај подол референдум, да кажеме не. Ние не треба да се плашиме, многу не плашат, многу не заплашуваат. Измислиат терористи, ама не може цел народ да го прогласат за терористи. Тие се терористи. Ви благодарам, да живее Македонија.